Денеска продолжува судењето за пожарот во дискотеката Пулс во Кочани, во кој загинаа 63 лица, на 200 беа повредени. Денешното рочиште продолжи со воведни зборови на одбраната. Случајот во кој загинаа 63 лица, на 200 беа повредени, се води под засилени безбедносни мерки со присуство на обвинетите, роднини на жртвите и бројни новинари. Обвинителството, застапувано од тим од 15 јавни обвинители, најави дека доказите ќе покажат дека клубот Пулс бил смртоносна стапица уште од самиот почеток, резултат на системска негрижа и институционални пропусти. На обвинителна клупа се 37 лица, сопственици, управители, инспектори, поранешни градоначалници, обезбедувачи и државни службеници. Судењето го следи Михајло Видимлиски. Михајло, повели со информациите околу денешното рочиште. Така е, Тања, нешто пред 10 часот продолжи судењето за трагедијата во Кочани, овде во судницата во Идризово, и денеска се продолжува со давање на воведни зборови од страна на адвокатите, на обвинетите. Денеска до овој момент, односно, еден адвокат даде свој воведен збор, втор адвокат во моментов ги дава воведните зборови. Првен зборуваше Петре Шилегов, кој што е адвокат на Шовкет Хазари, кој што бил советник во Министерството за економија, и давајќи ги воведните зборови за неговиот клиента, рече дека негова обврска била во периодот кога се барала лиценца за дискотеката Пулс во Кочани, да провери дали целата документација се наоѓа во предметот, па оттаму, како што рече Шилегов, нејасно е како предизвикал пожар или како дал придонес за настанување на пожарот. Но тој се обрати и кон обвинителството, односно тимот обвинители кои што беа присутни во судницата овде во Идризово, и праша што правеле во изминатите 12 години, ако веќе од денешна перспектива, односно од денешен период, било констатирани низ за кривични дела. Во продолжение дел од воведните зборови на Шилегов за обвинетиот Шовкет Хазари. Како може проверка на правен акт, лиценца, или давање согласност на правен акт, лиценца, во временски интервал од 2013 до 2019 во 4 различни наврати, да предизвика пожар на 16 март 25 во дискотека во Кочани. Шо правевте вие 13 години во Кочани? Шо правевте? Ако ја прифатиме вашата теорија, вие... Не, окей. Јас кажав ништо лично. Ако ја прифатиме ваквата теорија, тогаш обвинителот требаше да го слуша, а не да го чита обвинителниот акт. Освен обвинетиот Шовкет Хазари, кој што доаѓа од Министерството за економија, и Зоран Николовски, уште еден од обвинетите, кој што бил раководител на сектор во Министерството за економија и учествувал при издавањето на лиценцата за дискотеката Пулс. Неговиот адвокат Еленко Миланов, давајќи ги воведните зборови, рече дека тој единствено е на суд затоа што учествувал во издавањето на лиценца од 2012 година како лице кое што го контролирало овој процес и дало согласност, но не можел да постапи по инаку, бидејќи ќе го прекршил законот. Во продолжение дел и од воведните на адвокатот Еленко Миланов. Зоран Николовски мораше да го испочитува и го испочитува тој рок. Ако го испочитува со уредна документација, сега седи пред вас како обвинет. Ако не го испочитуваше, ќе добиеше кривична пријава затоа што не постапил согласно законскиот рок од член 15. Член 22, се извинувам. Новста. Оваа лиценца, како што повеќе пати се наведе, е со важност од 1 година. И станува збор за лиценца која е непренослива.
Так, Тања и во однос на останатите обвинети од кои што се очекува нивните адвокати да ги дадат воведните зборови на денешното рочиште, дел од нив се уште има кои што се биле службеници во Министерството за економија, но и други лица, вкупно уште 11 обвинети треба да ги дадат за своите воведни зборови, но и 2 од фирмите кои што се обвинети како правни лица. Во зависност од динамиката во која што ќе се одвива денешното судско рочиште, неизвестно е дали сите денеска ќе ги дадат своите воведни зборови или пак тоа ќе го поторат на некое од следните рочишта. Ние остануваме овде во судницата во Идризово, го следиме судскиот процес за трагедијата во Кочани, секако повеќе детали и во вестите во 15 студио. Ти благодарам, Михајло.